Гледате вистински приказни, кои што на моменти може ќе ве насмеат, но ќе имаме различни емоции. Лесно да знаете, тоа што ќе го гледате, тоа е реална приказна, која не се случило еднаш или некогаш, туку постојано се повторува во годините на нас. Не се одбрани акутните проблематични ситуации, бидејќи Форум театарот постои за да ги извади проблемите, предизвиците на површина. Одбрани се ситуации кои што се редовни. Значи, ова е некоја нормала, некаков просек. Обично работиме со булинг, со училишта, со учениците. Ама овој пат патевме малку и поинакви теми. Нешто што се случува исто така во училиштата, од секој училиште и што беше споделено од колеги на ваши колеги на некои што сте тука во овие редови. И тоа не се изолирани ситуации да кажеше некој ова се случува само во училиште, а во другите не. Ситуациите што ги слушавме, што беа споделени, се дел од нашето живење, од нашето секојдневие и за жал од секојдневието на многумина од вас. Оно што можеби на ситуација ќе не насмее, малку подоцна може да ни предизвика и други емоции. Зошто? Затоа што тоа име животот на некои што седат во публика, а и на многу други што работат во училиштето. И оно што е карактеристично за Форум театарската представа, што сега ќе ја видите, е што нема да има глумци, професионални глумци. Туку тој што го чувствува тоа секој ден, ќе го видите на сцената. Тоа се ваши колеги, кои што сте професори и наставници, работели се во училиштата низ нашата држава, и оно што го прават на сцената е нивната желба да помогнат истото да престане. Затоа би сакала, за почеток, сите што сте во публиката, да ги поздравите со аплауз тие што чекаат позади и тие што чекаат од дека. После толку Форум театарски представи во последните 20 и кусур години, за мене лично овој ми е некако посебен, посебен заради тоа што денеска вадиме под тепихот многу проблематични ситуации за кои што сите знаеме, но сите молчиме. Многу полесно дискутираме кога имаме проблеми со некои други, кога имаме булинг со децата, и тука 20 години работиме на булинг. Арно ама, кој ќе го видите ова на сцена, тоа ќе се прашаме кој е парадоксот. Да работиме 20 години со булинг, а ова да го гледаме секојдневно, да молчиме и да се правиме дека не го гледаме. Форум театарот всушност постои токму заради тоа. Бидејќи театарот е се околу нас, животот е театар. Секој од нас има некаква улога во животот, така и вие денес. Некој од вас ќе се препознае во некој од овие улоги, ќе се види себе си во огледало. Дел од улогите се пасивни,
како публиката во секојдневниот театар. Имаме ликови кои што создаваат проблем, тие се антагонистите, а имаме и протагонисти кои што се директни жртви, кои што директно ја чувствуваат таа моќ, всушност злоупотреба на моќ од други. Во Форум театарот ќе имате можност, освен да го споделите своето мислење, во следниот дел, откако ќе видите представата, да дојдете на сцена и да го покажете вашиот стил на комуникација во моментот на одредена проблематична ситуација. Нема да бараме да глумите. Ова не е глума. Тој што ќе влезе на сцена, тој ќе биде максимално природен, без никаква глума. Па целта е да ве поттикнеме на активно размислување, на акција, за да не бидеме како мнозинството околу нас, кои се прават дека не го гледаат проблемот, пасивни се, од различни причини не реагираат за да ги променат ситуациите, се додека не дојде проблемот лично кај нив. Па затоа користи Форум театарот да ве разбудиме, да направиме проактивни учесници, да ги менувате работите во вашата заедница, каде и да сте. Затоа што сме пасивни, затоа имаме ваква представа. Кога ќе се активираме, тоа почнува од периодот, јас сум сигурен дека од ден во ден оваа ситуација ќе биде подобра и подобра. Ќе проследиме првата приказна од нашите две одбрани, од околу 40 споделени различни приказни. А после тоа ќе продолжиме комуникацијата со вас. Уживајте. Добар ден, директорке. Добар ден. Како сте? Добро, вие како сте? Добре, до вас малку да прашаме ситуацијата. Имаме еден ученик со 25 неоправдани. Леле, знам, тоа е наше дете. Да. Ве молам, немојте. Денеска имаме една друга ситуација со колега кој што конкурирал. Така што да ја почекаме само заменик директорката да дојде да видиме ова како можеме да го решиме, за тоа ако треба ќе искористам и дискреционо право, ќе оправдуваме, ќе правиме, нели, наше дете, наш родител, сето тоа може да почека до утре, колега. Добар ден, како сте ми? Добри? Наарно нека сте ме повикале? Па баш наарно и не знам. Браво. Заарно не знам како ќе не да го извлечеме на Арно ако може. Да. Вие знаете дека ние објавивме конкурс за колегата што си отиде во пензија, треба да дојде нов колега и знаете кој требаше да дојде. Наше. Уште со лична карта што не го дадовме огласот. Да. И знаете кој е, чиво дете, како колегата треба 3 предмети да предава, ама имаме приговор и одлука по приговорот, друг колега ќе ни дојде. Нема шанси. Кога ова? Значи не се откажал. Нема шанси ова да се случи, не. Ве молам. Нема шанси. Значи мора да се предвиди нешто. Да превземеме, да, но шансите ги има, колегата денес доаѓа. А што се направи тој за нас? Јас му ветив дека ќе биде тој. Што сега? Што да му речам, ајде? Ама да го одржиме во ветувањето. Как? Знаете, партиски, акциски, секако, вие ќе ви инструирате учениците, колегите, нашите активисти и сето тоа да му дадат до знаење каде дошол, по каков пат дошол и со кого ќе работи. Па може би и самиот ќе се откажа. Тој се одлучи законски да си тера по свое, така? Тогаш и ние ќе му покажеме, ние имаме свој правила. Значи, правото и правдината не одат заедно. Барам ваше барање, дозволо директор. Затоа и ве повика. Вие знаете, све сработено од ваша страна, знаете кого да активирате, како. Вистина не ваше. Но ве молам, сето тоа така, нели, Уживајте. нашински направено, нели? Уживајте, Добро. да.
одам имам некој состанок. Колега, ви кажав, значи Благодарам. утре ве молам за тоа. Гледање, се гледаме. Што ќе биде, ќе биде. Благодарам. Ало, здраво. Да, знам те. Тамам работа. Па добро, еве работиме, шо? Знам. Па така требаше да биде се, шо? Па добро де, само ние сме криви? Не. Кај ти е дипломата? Нели ти понудив решение? Еве ме, кај сум јас, по мојата диплома? Ти рече сам ки си терам. Не е само наша вина. Добро, знам што направи за нас. Не мора да ме подсетуваш секои 5 минути. Знаеш што? Имаме некој план, така да не си секирај, не е касно. Ке смислиме нешто. Ајде, Надежда после да умира. Ајде, имам работа, те молам, ајде, ке те побарам јас. Ајде, чао. Конечно пауза. Добро ќе ни дојде по едно кафе. Мислам, или? Ајде. Секако. Јас По како едно кафе најмлада, малку да се освежиме. Јас На како- Жешкова. како најмлада, јас ќе ви сварам по едно Чаша кафе. вода. Сладко, Милче, сладко. Милка, без шеќер. Мене средно, Милче. Ако слуша заврши па малку колку толку. Топло многу. Многу и топло и во класа толку доволно бе. Уште јуни не се многу Страшна топло. горештина. Ова веќе тропска клима испаѓа. Децава се вознемирени веќе. Плюс крајот на годината се знае, веќе учениците се толку вознемирени, па бога ми и ние сме. Не ни е лесно. Туку нешто да ви кажам. Кажи? Знаете ли дека од денес во нашиот колектив имаме нов колега? Ајде. И замислете, не е од нашите. Ти се си знаеш. Па слушнав. Кај разбирам. Од каде? Она ми извори јас од каде да слушнам. Мислам дека конечно некој соодветен доаѓа. Тоа да видиме. Со соодветно образование, колку што видов и јас. Ќе видиме дали ќе биде така. Колега реков да? Колега, да, Колеги, колешки, што правите? Добар Добри ден, сте? директорке. Добри сме. Ви гледам убаво расположени, си шушкате ви. Па да? да, шушкаме. Па сигурно знаете тогаш новости, што вака си шушкате меѓу вас. Нема шанси да ви бега нешто на вас, нели? Ништо не знаеме. Како ви не знаете? Не знаеме ние, Нема се шанси да не знаете. Знаеме. Па, штом знаете и Може јас. би колешката знаеме, а ние Знам. не Па знаеме. добро, тогаш така сум јас, нели? Другачки да ви известам. Вака, нели, колегата што ни беше по економски предмети, си заминат. Така се случи, ни дојде нов колега. Ама, ете, имам слушната дека не е баш лоши Не е зборови за соодветен, Ма и соодветен, па и лоши зборови за него има од надвор, нешто Ќе не му го знам. заговчиме веднес. Добро де, сега тоа не мора така да иде, нели? Ние сме тука за дружење, нели, за Да. професионално да се работиме тоа она. Значи од вас знаете што барам. Тотално игнорирајте го. Значи нека знае дека не му е Се местото разбира. тука. Ќе видиме. Ние сме си колектив, ние сме си веќе своја група, не ни треба, нели? Ние Како сме ќе компактни. кажете? Да. Тоа е на здраве кафето, нема повеќе да ви одземам време. Благодарам, здраве да се Јак си имате. одам. О, заборавив уште нешто, извинете. На 4-6 кој беше класен? Милка е. Каде е Милка? Милка. тука сум. Вака, значи, со твој клас имам И така, нешто да мојот разговарам. Да. Абе, имам Ако една може, проблематично дете, да одиме таму, заедно. не знам што е работа. ред, Цело во ред, време значи има нема отсутен. проблем. Отсутен, да, има многу. Поздрав, колеги. Многу беше отсутен, што да направам? Ке службата? Службата ми. Службата. Да, Службата там, ќе реши. ќе разговара, таа ќе го реши Ќе проблем. ми забранати да дишам уште малку. Не дишиме веќе, одамна не дишиме ние. Игнорирајте го, нити го Дишиме. познаваме човекот, не. Наши, ваши, не знам. Цело време За тоа. жал така е. Па добро е Така на маско било- нека биде. А порано не било така, од секогаш било така. Штета. Не Добар знам. ден, колеги. О, добар ден Как сте? колега. Јас сум новиот професор. Ќе Да, ви дам ние се среќа. било нешто правите, добри сте. Добри.
Вие како Реков сте? само да се запознаеме, прв ден е, јас сум Менле, Со среќа. па се надевам дека ќе поминеме убаво и така. Да, секако. И извинете што ви сметам. Не, какво пречење, повелете, седнете, колега. Слободно. Еве и кафе ќе пиеме. Колега, Добро. значи тоа е моје столче, јас седам таму. Како колешки Не знаете, твој столче? Вие сте најнов тука, Прв ден ми е на повелете. работа, колега, прв не, ден ми е не, на седете. работа, не, нема проблем, ќе седнам. Повелете. Таму. Сите столчиња се наши, како може мојот Ние столче? Значи Цветанка се знае. Како, што се знае? Во нашиот колектив секој си го знае местото каде Ма му. ние сме воспитно образовна институција, А, колешки. нормално, Какво ако- однесување, не ми се чекай, верува. Сите сме биле Каков почетници. прием приредивме на новиот колега, не ми се верува. Секој бил Не ми почетник се и верува. секој си знаел каде треба да Си го седне. најде местото тој таму, Жеби? не се брка. Врти се? Кај си, па ти си тука. Кај се, друга? Што правиш? Па ти си новиот колега? Новиот, јас сум. Среќа Колку да ми е убаво што гледам еден познат тука. фала Богу, ќе зборуваме за фудбал сега. Да, Е, за како си ти? фудбал. Убаво, значи прв ден ми е, Какво ми па тежок некако ми беше денот. Зошто бе? Па ми игнориот, не знам така, мене ми се чини колегиме кој ме поздравува, кој не ме поздравува и така. И сега имам час со четврто, шест мислам, ќе видам и учениците како ќе ме пречекат. Се навикнеш, ова е регутација. Дај Боже, Се дај Боже. навикнеш, сите така сме биле. Па тоа, дај Боже, мислам да ме примат со учениците барем убаво. Што е ова работа? Која? Живит нели кажа, дружење, кафе, муабет нема тука. Што? Школски ми е Па што ми е 12 гајлако години тие заедно. школските, молам? Може малку? Да. Значи сега почнува часот. После часови кај мене у канцеларија. Се правиш на одрен или не ме слушна? Не те слушнам. Се договоривме Сите нешто? те слушнам, а дали те слушнам? Те молам. Дживи, Окей. не се нервирајте. Колеги, Не, не звоните. се нервирам, Ајде бе, не е молам прв- сите на час. Преубаво кафето ми учи. Само Ора на нос ни испадна На кафе. тилот не во- остави, Бързо нека завърши, ние да. колега следен пати Паузата заедно да толкова пиеме. бързо, да. се намери. Добар ден, ученици. Како сте? Ученици? Значи, како што можете да видите, заедно со мене е заменичката директорка и има една многу важна информација која што треба со внимание да ја слушнете. Благодарам, Милка колешке. Добар ден, драги ученици. Добар ден. Знам дека ви е чудно што сум јас тука. Секогаш сте навикнати вие да доаѓате кај мене. Ја знаете канцеларијата моја, нели? Меѓутоа, некога се случува и јас да имам потреба од вас. Тука сум да ви известам нешто. Значи, вашиот професор по економски науки што беше си замина, па дојде нов професор. Нов, пак нов. Па гледам, знам дека не е добро и за вас. Знам. А и не е толку соодветен, ќе видите и сами вие. Меѓутоа, знаете вие. Знаете вие најдобро како тоа да го направите, значи да му покажете дека не е секој за наставник. Не го бива секого, нели? Па нели? А што и да ви треба, нели? Ја знаете, мојата канцеларија, тука сум за вас. Се ближат тестови, испити, молам? Па сега крај на школска. Па за било што, за било што. Екскурзија имаме, нели, ќе организираме се. Тука сум. Така. Значи знаете вие, нели? Да рачунам на вас. Ве сакам, нема да ви одземам од времето. Ајде, ќе се гледаме. До гледање. Ај, нов професор имаме. Добар ден, ученици. Вие сте четврто шест, така? Јас сум новиот професор, ќе ви предавам 3 предмета, значи ќе имаме 8 часа неделно со вас, значи највише часови си ќе имам со вас. Ве молам полека само да ме слушнете. Знам дека сте се навикнале со претhodниот професор, но јас ќе направам све и со вас и со мене да поминете убаво. Ќе видиме, се надевам дека убаво ќе се поминеме.
3 предмета економски ќе ви предавам. Една минутка само и нема да ве задржам, ова е само за 3 предмета, да? Прв час ќе ни биде во четврток, значи четврток имаме први, втор час со вас. Да не ве задржам. Дали ќе ставате петки, професора? Ако учиш, ставаме и петки, и четвртки, колку учиш, толку така оценка. Колку? Четврток се гледаме 2 часа, пријатно. Одвечека си оди. Колку од вас ја разбраа приказната со кревање рака за потврден одговор? Кренете рака. Окей. Колку од вас сметаа дека ова е вистинска случка или можеби ви личи на нешто што не е реално? Исто кренете рака. Ова само ви личи или имаме ли такви кои што ова го посведочиле до сега во нивниот работен век? Да. Некој дигна рака уште пред да довршам реченицата. Окей. Овие кренати раце зборуваат многу. Зборуваат дека не сме промашиле темата, ниту публиката. Зборуваат дека ситуацијата е многу сериозна, а затоа служи Форум театро да ги отвараме сериозните теми. Особено оние кои што ни се табу, забранети, и затоа сме тука. Дали имаше некои изненадени дека ова се случува? Од тие што не работат во училиште, да крене рака? Дека постои ова? Бевте изненадени? Не. Не. Може ли нема? Не бев изненадана од тоа што се случува во училиштата помеѓу колективот, меѓутоа како ученик веќе 10 години, напустам средна школа 10 година, не сум сретнала некој да ни се обрати на настава. Предпоставувам дека е во училиштата каде што сум. А каде учиш? Осмени. Окей. Ја морам да признам, многу сум изненаден. Јас мислам дека има критериуми за квалитетно примање на наставници, професори, кои се посветени, не со партиска книжка се преработуваат. Ова е за мене новитет. Јас да сум министр за образование и наука, веднаш ќе го сменам. Ова е невозможно дека се случува. Се извинувам вака малку за упрек. Каков проблем видовме на сцена? Голем. Конкретно, какви проблеми видов? Дали ги видовте јасно улогите? А имаме рака? Па видовме проблем на неадекватен кадар што се прима во образованието и само мене ми изненадих колегата, ако можам да го наречам колега Змијанат, затоа што имаше навести дека, мислам ова со годин се случи, има и случај кој што да речеме тој што е директор на гимназија, нема завршена гимназија и завршува гимназија во самата гимназија во која што е директор, значи а подредените му даваат оценки без никаков критериум за да не ги избрка од работа, мислам, тоа е секојдневие. А второ, ја вака би замерил дека целата, секојаш кога се прави значи, реконструкција на образованието, се почнува од долу од основното, меѓутоа единствен начин да се реставрира основното и средното образование е да се реставрира висшето образование. Висшето образование, јас сум на втор докторат, да речеме, имаше случај кај што мене требаше да ме биде ментор, некој кој што нема ни магистратура, да речеме. И тоа по закон е невозможно, меѓутоа ете они викаат образовните институции, ние сме автономни и така сите тоа се случува. Значи, а да не зборуваме, значи, последици на психофизичкиот развој на младите, па дури и возрастните студенти имаат ментални проблеми, насилството кој што се случува значи во образованието меѓу младите и веќе повозрастните студенти и менталните проблеми од давањето на пороци се директно одраз на ваквиот неадекватен кадар и на сето тоа како последица на тоа што се случува во образовните институции. Благодарам. Благодарам. Имаме рака во последниот ред.
Не ме изненади. Мачно додека гледав колку суптилни се начините. Јас не работам во образование, меѓутоа работам со наставници и наставнички и слушам за вакви појави и проблеми, читам вести и се ова што го збориме. Ама ова ми се допаѓа бидејќи можам и на телесно ниво да осетам исклучувањето, инструкциите, дисбалансот на моќ, неправдата. Очигледна е, а суптилна е. И многу рафинирана. Благодарам. Значи, го видовме исклучувањето на колегата кој што доаѓа. Видовме колеги кои што се активни, вклучени во процесот на исклучување. Видовме дека целта е новиот колега сам да се исклучи, што е целта на мобингот, всушност, да го демотивира колегата и да сам се избрка без некој друг да го направи тоа. И она што го кажавте, дека се суптилни начините, да. На повисока возраст и ке децата булингот е се посуптилен, но мобингот секогаш бара суптилни начини. Јас истото би сакала да го споделам тука, дека ваквите ситуации веќе не се од денеска. Овој процес, значи што сега го гледавме, е подолг временски период, најмалку едно 20 години. Истите вакви случувања, само во различна, малку различна форма, се случува и во градинките, каде што исто така се прима несоодветен кадар. Јас се извинувам ако сум возбудена, пошто со вакви проблеми сите, да кажам, постарите вработени воспитувачи се соочуваме, ни носат кадри каде што не се соодветни за нас и така да приморани сме под ваков мобинг и, да кажам, поразен од несоодветноста ни. Океј, ќе го користиме един микрофон да се слушне водова. Дали ги забележавте сите ликови? Видовме некои кои што се активни во исклучувањето на колегата, но дали видовте другите колеги како реагираат? Како реагираат кај вас колегите кои што се неутрални или се правични, сакаат правда, ама не се активни? Или можеби кај вас имаме баланс на моќта и немоќта, имаме борба за права. Дали ние како сведоци, ако сме посведочили на слична ситуација, сме реагирали на некаков начин или сме се направили како да не сме видели? Најчесто, да? Јас мислам дека премногу сме лицемерни за да го кажеме тоа што го гледаме и секогаш гледаме некако да избегнеме ситуација која што е вистина. Дали во реалноста постојат навистина вакви ликови што стојат на страна и не прават ништо? Дали се повеќето такви? Затоа постои форум театарот, за да ги разбудиме, да ги активираме. Затоа што на секој кој што е жртва на мобинг, булинг или било како вид на насилство, доколку не може сам да се справи, не може да излезе од лавиринтот без соодветна поддршка, солидарност од неговите колеги, соученици и така натаму. А нормално кога треба поддршка, сите се тргаме на страна. А ако не Боже дојде проблемот кај нас, тогаш се чудиме зашто никој не ни помага. Тогаш сме сами. Или ако реагира некој, реагира испровоциран од некои внатрешни побуди, од лични карактеристики или од лични релации. И тука завршува нашата солидарност, нашата хуманост, нашето чувство за другиот и едноставно ставаме точка. Не реагираме во вакви ситуации. И тоа е наша карактеристика. Имате ли ваши и наши кај вас на работа? Да. Градинка, училиште, ваши и наши, има ли? Да. Точно ли ги знаете дали сте обележани кој кој е? Да. Океј, кој е одговорен за тоа? Министерството? Добро. Општеството. Значи не сме ние тука општеството. Ние сме општеството и јас би рекол дека... А не сте самите вие.
Бидејќи секој индивидуа одлучува дали ќе го прифати тој или ќе му стави етикета. Ќе каже дека е од другите. Не го гледам проблемот по општеството. Вие сте општеството. Било добро образование. Значи вака, би се прашала, сега што го гледавме форумот, дали на оваа прекрасна публика има ученици, наставници, градоначалници, дали има министри, дали има директори. Ако има директори, тоа е окей. Дали има градоначалници од општините? Дали некој има градоначалник? Нема. Одговорни? Значи, малте не ја утнавме работата. Нашата порака треба да ја пратиме до градоначалниците. Супер! Ако негде се пушта, убаво би било градоначалниците малце да го размислат ова, но ова ќе постои и ќе постои. Ме подсети тоа со столица, колешката до мене ме праша, се сеќаваш ли за столча? Велам да, пред 12 години кога бев јас, наставник по ромски јазик и култура, само што седнам на тоа столче, колешка доаѓа и ми вика, извини колешке, тоа столче е моје. Нешто што многу бргу ме подсети на такво нешто. Така да работите да се сменат, нема да се сменат, ние треба да ги смениме работите, но и ние сме тие што се плашиме. Секој ние се плашиме за нашите плати, да не ни избркат. Реалното е тоа. Добро. Благодарам. Стравот и го обстојува мобингот. Ако не би постоело чувството на страв и лична засегнатост, овие појави нема да не бидат наш секојдневие. Но и стравот доаѓа затоа што најчесто сме осамени во тоа што го чувствуваме. Затоа што денеска го чувствувам јас и тоа ја завршува тука. Кога ќе помине моето, утре ќе биде некој друг, ама јас веќе нема да се грижам. Што не е моја. Сега, дојдовме до главниот дел во форум театарот, освен така да се исподелуваме наши мислења и да теоретизираме, можеме ние, тука имаме вештини сите. Сега сакам да видиме како размислуваме во ситуација кога сме сведоци на нешто што е за нас неприфатливо. Во форум театарот имаме правило, тоа е вели вака. Ние го одигруваме од почеток. Во првиот момент, кога ќе наидете на ситуација која е за вас неприфатлива, дали е тоа корупција, дали е тоа злоупотреба на моќ од било кој аспект, дали е тоа булинг, јас ќе замолам да кренете рака и да кажете стоп, ние ќе прекинеме нашата представа и да ни покажете како вие би реагирале во таа ситуација. Бидејќи видовме делот да перед има пасивна улога. Дел го креира проблемот и го држат активен. Епа, сакаме да видиме како вие би реагирале доколку сте на местото на пасивните улоги или доколку вас ви е прв ден во училиште на работа се соочувате со ваква дискриминација. Океј? Доколку никој не дигне рака. Тогаш ќе можам да заклучам дека сите ние сме пасивни, каде и да сме, дека се правиме дека не гледаме, чекаме некој друг да го реши проблемот и ќе го обвинуваме Министерството, оваа партија, таа предходната и други институции кои што се за нас абстракција во моментов баш кога ги нема. А форум театарот сака да види што е со ресурсите кои што се тука пред нас, ни вадат очи и ги гледаме. Тоа сме ние. Како ние можеме да влијаеме во дадена ситуација за да приказната не биде вака. За да немаме луѓе кои што се жртви на мобинг, на било што, кои што имаат оловни нозе да ходат на работа, им се враќаат во рикверц. Значи ние почнуваме од почеток. Штом видите ситуација која не е прифатлива, дигнете рака и кажете стоп. Добар ден, директорке. Добар ден. Како сте? Добро, благодарам. Вие како сте? Време на работа. Имаме еден мал проблем. Ученик со 25 неоправдано. Леле, ве молам, тоа не е проблем. Проблем е ова сега што ми се случува. Тоа ученици, оправдани, неоправдани, ќе средиме. Мислам дека и знам за кого се работи. Да. Наше дете од наш човек ќе средиме, ве молам утре, ако не ви. Стоп! Имаме неколку раца. Првата рака.
умиритно. За жал да ме видите. Јас не сум во образование, моја сопругата е, имам 3 деца во образование и сум жртва на многу работи што таму се случуваат. Еден пример само ќе кажам, ме потсети ситуацијата кога главните проблеми се потиснуваат, а некои други квази проблеми стануваат доминантни и се решаваат. Требаше да се изработи распоред на часови. И пошто сум јас програмер, најдов совршен програм, бесплатен и ги внесовме сите услови што требаше да се исполнат со цел децата да немаат празни часови, да нема по 2 паралелки на физкултура и сите услови се да биде направено да одговара на наставата, да немаат блок часови математика денеска и утре, туку да има да речеме понеделник и среда да имаат време да напишат домашно и сите можни услови. И програмот работеше цела ноќ и на крај извади совршен распоред. Че он има алгоритми, има таму на крај проби и кога беше однесен распоредот во школото, тоа, значи јас ги од сопругата ги слушав коментарите, беше ужас. Значи сите викаат, што јас тука да има празник, значи сите, значи вие сте тука предавачи наставници, можеби ќе се осетите погодени, ама проблемот беше што сите наставници и предавачи гледаа лично за себе на нив да им биде погодено. Јас не сакам да имам во петок часови, јас во петок сум во друго школо, не може да имам јас и тука и таму. Значи, на крај, се откажавме, ние им го дадовме програмот да прават што сакаат со него. Значи, се што се направи на крај беше учениците да беа на последно место. Значи, не е важно дали има некој колку неоправдани, тука е важно сега овој што не е од нашите или од вашите. Јас сум партиски неопределен, не поднесувам партијашко го викам тоа држава, бидејќи тоа е една од главните вини што сме тука кај што сме, бидејќи сите исполнуваат некакви агенди, сите се некакви гоничења за ситни трошки. Јас тоа никогаш не сум го правил. Среќа, работам во институција каде што сум заштитен, нема делење, не е важно што, каде и како. Работата е што ако не се фокусираме на оно за што сме во институцијата, значи тоа се учениците, значи се да биде прилагодено на тоа, тогаш ништо не правиме. Децата се жртви. Кратко, тоа беше стварно. Тука имаме рака. И искрено кажат што сме правилно. Значи, тимската работа во образование задоволни или се фокусирани на своите потреби? Од дека до Тања имаше крената рака. Фала. Ја доаѓам исто од образование, значи директор од Центар за стручно образование Опука. Во Форум театарот има и Министерство за образование и наука, значи има буџет тука, добро е тоа. Тоа што затоа кажав стоп е поради тоа што наместо ние на прв овие да бидат ученици. Значи кога се зборува за учениците, сите други работи треба да бидат начинати. И затоа и два пати, значи педагогот зборува за учениците, а директорката зборува за нешто друго. Ние треба да бидејќи сите во образование сме поради учениците и мора да им бидеме за учениците тука ако треба 24 часа. Може да зборуваме повеќе, но сакам да им дадам збори на другите, може би после другите ситуации може да кажем и нешто друго. Значи, учениците тие први што им треба да бидеме сите ние за нив, поради тоа им постојаме. Благодарам. Тука видовме колку минути беа посветени за ученикот, кој што не знам, имал неоправдани изостаноци, а колку време посветивме енергија во целата представа само за да се решат некои други проблеми кои што ги засегаат некои од возрастните. Како би реагирале во ситуација кога гледате дека се спрема заговор, се спрема мобинг на дел од некој од вашите колеги, па макар бил нов и не го ни познавате? Дали би реагирале кod вас? Да?
Па јас би реагирал, се разбира, така како што е по закон, значи ќе направиш пријава во Министерство за образование, од каде што ќе добиеш дека таа не е во нивна ингеренција, сигурно. Значи и апсолутно овие случаи на да им се прогледува некои ученици затоа што се, не знам, деца на овој на оној или се наши, како што вика, значи апсолутно таа многу лошо се одразува на психофизичкиот развој, значи што и да направиш по закон, реакција, нема да, значи да направиш жалба или дури ќе ти речат архивата не работи или немаме архива, така ќе ви речат, значи писмено, нема да ви дадат бројче, значи се оно што може по закон да го направите, едноставно нема да ви биде одговорено, така што јас лично би реагирал, би кажал пред учениците и би објавил некој блог кај што кажам еве ова се случи за да има поголема информираност. Меѓутоа дека некој ќе реагира и дека ќе има некоја солидарност кон честните ученици, а не кон оние што секогаш се снаоѓаат, значи затоа што тоа кон честните ученици многу лошо се одразува врз нивниот психофизички развој, значи така што и се разбира друг начин како што може да направиш се вакви настани, кои што за жал има многу малце и мислам дека треба да ги има повеќе. Иначе да направиш тоа официјално што има со жалби, со не знам, со пријави, дури знаеме дека има некои кои што се, да речеме, имаат досие дека се злоставувачи на деца, да речеме, работат во образовни институции, ги пријавуваат и пак никој ништо не може. Со тоа што јас би кажал дека ја би го променил тој наратив, не е тоа партијаштво, тоа е мафијаштво, јас би рекол, затоа што и во партиите има честни луѓе кои што исто така се, како да речам, жртви на таа поврзаност, значи мафијата не знае за партија, ја мислам дека медиумите лошо прават што ете така вика да војна оваа партија на она има привилегии или обратно не, тоа не е вистина, значи си има форма на една, како да речам, криминогена елита во нашата држава и сите се подчинува на таа елита, дури и партиите. Благодарам. Благодарам, јаваме тука. Вака, јас сум професор во средно училиште и ако има поделба на наши и нивни, јас сум од оние што се ничи, најчесто сум бунтовник со причина. И реално, кога некој би ми кажал дека треба да бойкотирам некој кој е нов вработен, сигурно не би го послушала тој, напротив би ми било многу привлечно да се подружам со таа личност. И така и реагирам и тој го прави. Затоа што, ако размислите, прво, реално никој не може да ве казни или да ве гони заради тоа што не сте послушале да бойкотирате некого и нема никакво право да ви се освети. Па нека проба. Тоа е прва работа. Втора работа, како професори сме должни да учениците ги учиме на една фер игра, да бидат поштени, да бидат лица кои ќе бидат одговорни према себе и према сите околу себе. И какви лицемери би биле да ги учиме на такво нешто, а да правиме спротивно. Да ги учиме да бидат добри луѓе, а не да бидеме зли. Толку сакам да кажам. Благодарам. Доколку повеќето размислуваме на овој начин, доколку не сме исплашени, немаме реални стравови, а најчесто, оно што ние сме слушале, се плашат луѓето да не бидат избркани од работа. Па ние видовме дека најтешко е да го избркат некој од државна администрација. Немаш шанси да го избркаш. Дури да заслужува. Арно, тоа зборува за нашата неинформираност. Ако ние го знаеме законот за работни односи, знаеме дека сме честни, дека си работиме работата правични, тогаш можеме да останеме храбри, асертивни, одговорни и да бидеме, како што кажа, модели, позитивни модели на однесување, каде што учениците ќе се препознаат, кај нас и ќе учат како треба. Во спротивно, да, се согласувам, ќе бидеме демагози. Но треба да бидеме и модели очигледни помеѓу нашите колеги. Затоа што оно што е споделено тука е затоа што постојат вакви ситуации во реалноста. И оно што денеска го правиме е да видиме кои се тие модели што ние би требало да ги следиме вака како што ги опишам. Дали тие имаат моќ да променат нешто или имаат страф и ќе останат во масата. Најчесто остануваме во комфорот, во масата. Се претопуваме со истите, сличните. Не сакаме да бидеме различни, бунтовници,
со причина или без причина, затоа што така не ни е комфортно, па посебно ако сме ничии. Кога сме ничии е малку полесно. Ова ничија страна прави тие што имаат такво чувство да останат пасивни најчесто. Можеме да продолжиме понатака да видиме дали уште нешто ќе ви засмета па кажете стоп. Продолжиме. Ве молам, денеска не, имаме проблем, чекам да дојде и заменик директорот, знам за кој случај се работи, наше дете, наш родител, ако треба, за да не се заморуваме со разговори, со инспекции, со секој план, и ќе ве молам, дискреционо право ќе искористам, ќе оправдаме нешто, ќе го сведиме на тоа да не треба ученикот да биде. Добар ден, еве дојде и заменикот. Добро, благодарам. Да, односно реков добро, ама не е добро и нема, не знам. Повтор пат денеска го слушам ова дискреционо право и страшно ми изиритира. Многу често сме сведоци на тоа, наше дете, ќе му попуштиме оценка, па леле нема единица да му ставиш, не го остави на полагање, па како тоа двојка треба петка да има, па зашто ми го запишуваш детето, па и јас ти го оправдав и какви не ситуации. Страшно сум против тоа, баш од таа причина што прво на тие деца не им покажуваме како правилно треба да се однесуваат во општеството и им покажуваме дека многу лесно секој ќе заврши нешто за нив и кога ќе се соочат со суровата реалност, тие први подклекнуваат и први губат. И всушност ние ништо не сме направиле, ништо не сме ги научили. Така да, според мене треба да има една прво голема самоконтрола и да има самопочит кон професијата, за да престанат професорите и директорите ова да го прават, а второ треба да има многу поголема контрола од натор. Може да ја замениме улогата на педагогот, која е во пасивна улога, и да го видиме како изгледа тоа. Зашто ака ми правиш? Ја, кога ќе ми раскажува некој за рецепт, убава торта, ова не можам да ја доловам додека не ја пробам. Форум театарот го возможува тоа да видиме како ќе реагира некој во дадена ситуација во моментот. Затоа што на некои луѓе кои што се проактивни, како што сега кажа професорката Елена, им се дига коса на глава, но тоа што реагираат. Затоа што имаат нулта толеранција за непрофесионалност и така натаму. Еме го влезат на нашата сцена. Може да го замениш педагогот. Аплауз за прашањето на Мразот. Кој дел ке го? Добар ден, погледнете. Како беше имаме проблем с учен, така? Да, наш ученик, вие како педагог. Неоправдани. Добро, извршени разговори и тоа. За кој ученик? За ученик на наше дете се работи, на наш колега. Па, ако е наше, знаете, нема потреба да свикуваме наставнички совети, советување и сето тоа, ќе го решиме меѓу нас. А јас имаме друг проблем денеска. Јас би го искористила тука. Ќе ја прекинам. Дали се сеќавате дека пред 2 години имавме случај? Може погласно? Да, може погласно. Пред 2 години имавме сличен случај директорке. Исто имавме таков ученик кој буквално не малтретираше сите, заради колешка трпевме. И на крај кога дојде до 26 неоправдани застанати, магично му ги поправивме, да после што се случи, всушност не зборуваа уште на вести за него. Искаме да ги правиме истите грешки. Ништо не се случи, спасивме едно дете од понављање, спасивме едно друго училиште, ако го пратевме во другото училиште и таму тоа ќе си ги правеше тие проблеми. Родителите толку се работуваат, детето така учи. А нели зборувавме и номинацијот совет дека сакате рейтингот да го покажете на училиштето? Вака ништо. А со 5 оправдани ќе го покачам рейтингот? Не, ова дете треба да повторува година. Готово, завршена работа. А што сме направиле? Само на едно младо дете, зошто не сме? Каде сте вие како педагог тоа да го процес? Ако сте работеле и со родителите и со ученикот, тој немаше да отсуствува толку, ќе знаеше кои мерки му се превземени.
Ако се сеќавате, се обидов да го донесам и кај вас на разговор, затоа што колешката бараше, меѓутоа... Колешка, ако се сеќавате, сите знаеме кој е тоа дете и знаеме што должиме, кому должиме и што треба нешто. Да видиме, дали ова го решава проблемов, или е промена на ситуацијата? Нема никаква промена? Аха. Арно, ама има барем промена, некој се обидува нешто да промени. Не е нем пред проблемот и пред неправдата, се обидува. Сега, бидејќи тука имаме дисбаланс на моќта, имаме директорка која што е авторитативна, потешко би одело. Така? Океј, дали си ти задоволна? Мислите дека ќе послуша? Ќе влие? Ке се обидам, меѓутоа во ваква ситуација ќе бидам до некаде скептик дека нема да успеам. Ама нема да успеам на тоа да не се обидам. Океј, благодарам. Може да се... Да. И јас благодарам. Добро се работи и благодарам. Благодарам многу. Еден на еден во оваа ситуација не може да направи промена. Нормално, ако имаме повеќе вакви, во ситуација која што ќе видиме следната на во канцеларија, каде што се на кафе, ако повеќето од оние пасивните станат проактивни и конструктивни, и тоа како може да се промени ситуацијата. Затоа што многумина точно знаат што е добро, што е лошо, што е прифатливо, што е неприфатливо. Ама гледат каде е моќта и таму се придржуваат. Може би не ја поддржуваат, ама таму седат на сигурно, во комфортна зона. Затоа што ако седат на другата страна, тогаш може би ќе го заземат местото на некој кој што бил жртва на мобинг. Не сваќајќи дека ако се солидаризираат повеќевина, тогаш прават критична маса. Тогаш не се во на маса која што едноставно ги следи двајцата или тројца моќни во таа дадена институција. Дали може да донесеме другата сцена кога бевме тука, а со тоа да завршиме и да ја почнеме следната приказна, што исто така е доста интересна. Во канцеларија конечно пауза, колешки. Много ми е жешко. Малку да се одморим. Да здигнеме малку. Ке биде добро по едно кафе да се напиеме, нели? Ајде, јас како најмлада и тука меѓу вас. И вредна. И највредна. Ајде, сега да не кажам. Ќе стварам кафе за сите, може? Може. Не, без шеќер. Само не сладко. Средно за мене, Милче. Како се ми колешки, добро? Добар ден, колеги, Добро ден. Слушам се кајте муабет. Да. Шушкате? Сигурно сте слушнале новости што има, што нема така? Да. Нема шанси да ви бега нешто на вас? Не. Не сме слушнале ништо. Па тогаш јас ќе ви известам. Значи, колегата што беше претhodно се замина по економски предмети и сега имаме нов колега, за кого нема и многу добри муабети од надвор, така, некои лоши работи, не знам што значи дека не е соодветен за нашиот колектив. А ние веќе, нели, се познаваме меѓу себе, имаме своја група и не ни треба така. Значи, вие си знаете што треба да се направи. Што ќе кажете, како ќе кажете, го тотално. Па ние ќе се седиме на кафе муабет. Да, со тебе сме. Така, обавезно. Ајде на здравје кафето. Благодарам, здравје да си имаш. Си гледаме. Ти би да сега. Не треба нешто. Го забранат и воздухот, ќе ни го забранат, ајде. Ајде. Како сме тргнати? Како вешто е. Не ми се пие ни кафе веќе, чук. Запркавај, кој зна како е. Добар ден, колеги. Добар ден. Како сте, доли сте? Јас сум новиот колега. Поздрав. Добро дојдовте. Денеска ќе видам ваш колега. Се надевам дека ќе поминеме убаво. Исто, повелете, дојдете седнете, колега. Седнете тука. Таму ќе седнете. Зошто? Седи друг седнете, колега. Да, молам. Значи, тоа е моје место. Стоп! Имаме рака. Можете ли бидете од микрофон? Аха! Супер, благодарам. Нели? Дали сакам што некој може? На твое место? Да се придружи?
Дали имаш потреба од некој друг кој што ќе те подржи на сцена, може ли? Или ќе ги искористиш нашите ресурси кои што пасни? Пред да влезе новиот колега? Ајде, врати се назад. Се вратам? Да. Така што слушнате, почнем да кажем нешто. А имаме нов колега во колектив. Да. Конец? Да, не е од нашите. Не, овој пат не е од нашите. Конечно со одведен колешки. Кои се ваши? Кои се наши? Сега ние се знаеме кои се наши. Ја од кај Вие не знаеме за нас. Зависи како се представи. Јас и колешката сме од иста страна. Не знам дека има страна, ама добро. А може да ми објасните што кои се нашите, кои се вашите, да знам ние прем сме сама од да власта знам. без срца. Ние сме од власта. Како не знаеш? Аха, тие се наши? Па тие сме наши. А ако се смени власта? Па тогаш ќе си размислиме. Тука сум со години прв пат слушам наши ваши со промена на власт. Колешке. Јас Од секогаш постои наши, тоа. јас сум наши со сите вас, оти сме сите заедно овде. Добро, колешки сме, ама партиски сме определени. Например, ние сме на власт. Ти колешка што мислиш? Јас мислам дека новиот колега не е добре да иде во училиштето. Прво мислам, прво нека Тоа е моја дојде, мисла. ќе видиме. Да. Тоа е Ама моја имаме да му дадеме информации шанс. дека не е соодветен. Такви информации имаме. Јас немам такви информации. Не знам. Ние и за колешката кога ќе особено дојде? доста информираме. Ќе дојде сега, треба да дојде скоро. Треба да дојде. Ајде видиме. Добре. Почекаме. Добар ден, колешки. Како сте, колега. добри сте? О, Јас сум новиот добре. О, здраво. Како си? Еве, фалам Да, го. ајде, Ти добре тука си? дојде. И И супер. си новиот колега? Јас сум новиот. Да. Баш ми драго. И мене ми е драго што барем еден колега ми е познат. Да. Како сте, добри? Добро. Како поминувате? Добро, добро се Еве, малку Фала, фала многу. Мислам, денеска ми е прв ден така малку по тежок ден некако. Колега, Молам. значи Ова ни е нашиот нов колега, запознајте се. Значи првен треба да му кажам дека јас седам таму на тоа место, така да. Нема проблем, девечела седни кај мене. Дојди повели. Нема Ама, рите нов јас- колега да се Не, јас ќе пречека. станам, јас сум нов Не, тука, па еве. јас си седам на ова место и сакам да продолжам да Не седам. знае дека е ваше место. Колешки во Седам на друго нашиот место, ќе колектив седам. од секогаш се знаело кој каде седи. Седи си. Секој Добро, си има ама свој имаме место. нов. Кај да му Ако е најдеме? нов, Еве, ја му го И отстапам јас сум местото. била нова, па сум седела на друго место. Каде ќе ми кажат, таму ќе седам, а не да земам нечие место. Знаеш, колешки, ти седни тука, јас знам ќе седам стварно. Ајде, не, ја ништо ќе не. си. Ајде, тогаш седам јас со Абе, тебе. што е ова работа? Што кажав пред малку, дружење, кафе, муабет нема тука? Пауза Што е. правите? Пауза е. Пауза е, нека е, Значи, правилата сакам да се го- правила. Нема Сакам што. да му посакам Молам, добре може дојде малку на Може срещане? после, кога ќе завршат часовите, ќе може. Сега сакам да се видам со Значи, ќе колегата. мора да дојдеш кај мене во канцеларија, после часови. Мораш? А после часови ќе Заборави дојдам. кој те донесе тука? Заборави? Ме донесе мојата диплома. Молам. Ме донесе. Остај ги ти, јас ги знам тие работи. Молам. Ако сакаш да останеш тука, Кај ги вадите работи, останали. сакаш да останеш тука, значи да ги почитуваш прави. Стоп! Има ли некаква промена во ситуацијата или нема? Има. Почна меѓу нас. Капгите. Има уште една жртва некој вика. Има ли друга промена која ја видовте? Има подршка на жртвата, а новиот професор не е веќе сам. И тоа е многу важно во тој момент. Знае дека некој не поддржува. Арно, ама, има овде и потенцијал од другите колеги кои што тоа може да биде мотивирачки фактор за и тие да се приклучат, да се солидаризираат. Во тој момент може да се направи некаков баланс на моќ. Па може некој кој што внатре во себе знае дека се правични, дека ова им спречи
некој ден да се охрабрат и да дојдат на вистинската страна. Всушност тие се на таа страна, ама поради стравот многу често не застануваат јасно. И оно што е многу битно е давањето поддршка на жртвата во овој момент. Кога ќе дојдеш во нова средина, било да е тоа дете кога ќе се запише во основно училиште, кога ќе се запише во средно, сите ја сакаме припадноста. Иако сме возрастни и сакаме и знаеме како да се носиме со вакви ситуации, кога сме во ситуација на енвер, социјалното исклучување го доживуваме многу емотивно. Не верувам дека некој би се чувствувал и индиферентно во оваа ситуација. Жртвите се тие што нема да го заборават проблемот кога ќе излезат од наставничката канцеларија или од училиштето. Ќе си го однесат дома и утре ќе дојдат повторно со истото чувство, затоа што тоа нема да исчезне. Социјалното исклучување на работа, во било која група, врсничка група, припадноста како што ја немаме и како влијае на нас. А особено кога сме нови и имаме потреба да се интегрираме во некој колектив, во некоја група. Оно што е клучно овдека е што можеби не се промени ситуацијата, но му се даде поддршка на тој што е жртва. Неговото чувство на осаменост, на изолираност, сам против сите, веќе е намалено. И тоа чувство е она што треба да не води, а не дали ќе се промени целосно ситуацијата. Тие што се тука, такви, многу тешко ќе се сменат, ама може да се смени чувството на жртвата и може да се сменат другите преку давањето на нашиот модел. На оние што во оваа ситуација само беа неми сведоци, може би сега ќе станат и некои што ќе изреагираат, затоа што не сите бевте ваши. Имаше некои што беа ничии, како што беше и Јоци. Еден аплауз за Јоци, фала многу за... Еден аплауз всушност за целата екипа и ја замолувам, благодарам. Ја замолувам другата група да се качи на сцена и да ја видиме вашата приказна. Добро, ученици, тоа беше се што предвидовме за денешниот час. Темата за почетокот, иницијативата на Втората светска војна. Сега имаме уште толку време колку што ни е потребно да ги одговориме вашите прашања. Ако нешто има нејасно, ќе продолжиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ученици. Добро, директорке. Што правите? Еве, предавам работа. Работиш? Да. Која тема? Втора светска војна. Иницијатива. На таблата не гледам ништо напишено. Па има презентација. Ништо не ми значи тоа подготовката ти е била. Се. Подготовка го рачунеш? Да. Не ми изгледа дека баш се имаш глупости пишувани. Ај, продолжи. Продолжи нешто. Добро, ученици, да продолжиме. Значи, едно од вашите прашања беше како изгледал Хитлер, нели? Па, како што сме го гледале во филмови, во слики, статии за него, тој бил еден човек со една просечна висина, некаде 1,70 м, може да и понизок, со темна коса, така еден остар поглед со темни очи, со бркови на мал дел од лицето, едната рака. Кај завршивте вие историја? На УКИМ, на катедра за историја, на филозофски. Изгледа часот кога било за Хитлер, вие сте го преспали. Затоа што прескате буквално глупост. Хитлер бил воин. Тој се борал за римската раса, значи бил нешто многу голем.
А вие тука ми зборувате, бил ваков, бил онаков, бркчиња, не знам што, не знам како. Малку да се преиспитате и да не им зборувате на децата се и се што. Ајде, служба, дозиме. Пријатно Ученици, бидејќи помина времето од часот, едноставно како изгледал Хитлер и кој бил, јас ќе оставам сами да истражите на интернет. Има од каде сега да се најдат нови содржини и сами ќе дојдете до заклучок како изгледал Хитлер. Ви благодарам на вниманието, се гледаме нареден час. До гледање. Кај си бе, Вале? Добра? Не сум добра. Добра сум, ама ајде. Што се случи? Како што се случи, бе, ја? Па кај мене директорот со службата на часот. Трет пат месецот иде. Абре, аман веќе па. И се нешто му фали. Ке има крај ова? Таа контрола од директорка, од служба, нема Не грижи крај. се, пушти. Нема. Ајде да одиме да си напиеме по едно кафе. Што ти, Вале, што се скисна на вака? Ништо не. Има контрола на час и малку се Што се вознемири? Добра ли контрола по контрола па? Па контрола ко контрола, ама 5 пати месечно кај мене, дневно, тематско. Ти работиш многу за тоа. Да, за тоа. Затоа кај тебе. Јас оде, ама што не ги пратат кај вас, што кај вас директорката па. Највредна си ти за Па тоа. сега кој си е наредил, знаеш. Ама нова Вале, само нешто се жали. Се нешто неизведно и одговара. Сега директорката срцка. Топ. Екстра. Што не дојде кај мене бе? Зошто кај не он? Сте сега за екскурзија да ја прашам. Добар ден, како сте директор? Волкот набра. И што така ви текна за мене бе? Па не знам, еве сме оделе по часови. Па нормално. Па зошто кај нас не дојдете малце? Луѓе се знае кој е добар, кој не е добар. И на кој му треба контрола, кој глупости работи на час. Апсолутно. Вие како? На одмор малко. Вие кажете како, до кај се за екскурзијата? Супер, значи дојде од Министерство допис, Согласна? може да одиме Италија, одиме. Топ. Ама знаете што? Направиме список, знаете, онака. Готово, директор ќе средено се знае. Така не, така не. Се знае, Се така. знае, говориме кафе таде. Аха, кај вас или? Не бука фички пиеме што е. На сметка на школа? Не, не. Нема што. Ајде, ще ги рече, Може, ама се работа. договорено. Тук и јас сакам за екскурзија. А, бесели ти тој сакаш. Ќе видиме, туку знаете што? Ако е сретнете Валентина, сега ќе завршуваме дека искрено минути преки звони, кажете дека ме напред. Важи, договорено. Чао. Чао. Сега нема што викаш, часот беше готово. Вие на час имате намерено? Имате час вие? Имаме и ние. Заедно. Да, Вале, Добро. Добро? Да, добро сум. Вале, ја мислам дека не си добро. Зошто? Па затоа што еве двете минатата неделни систематски. И ги гледам резултатите кои воопшто им се допаднаа. Не го знаеш резултатот, сега ќе ти кажам те, полека, не се малку. Тука пишува дека притисокот е 149. Знаеш ли што значи за млада жена од 45 години 140? Ве на часката стреги ме некој удар бе. Како бе не е висок? Не, слушај да ти кажам ја сега. Значи, јас не го знаеш колку. Втора сестра си. Една имам, ти си ми втора. И многу сум загрижена за твоето. Јас имам предлог. Тогаш моето здравје е во ред. Не, оти не е во ред, за кој ти кажам. Значи, јас ти давам предлог да одиш во инвалидска пензија. Во инвалидска пензија? Да, седи. Нема шанс. Не, седи. Слушај, ќе ти објаснам. Значи, ти има шанс.
Лекарите, комисијата се мои. Ама како нема да ти даде, слушай, ќе ти даде, значи со овој наук, ти не си способна за работа при преска на часот за колку си способна за работа. Значи, одиш во пензија, фино, лепо, не сакам, не сум јас болна и не можам, нема да ми дадат. Валентина, одиш во пензија, си. Толку. Дали оваа приказна ја разбравме? Колку личи на реално ова? Со кредање рака кој сметате кога е реално? Дури учениците дигна рака. Тоа е реалност. Учениците многу од она што ние во заставите го правиме, они го гледат, го препознават. Тоа исто како да имаме домашно наследство, семено наследство, они немаат поим. А уствари, ние имаме семено наследство, а дома се ориентираме кон однесувањето на децата и наследството помеѓу нив. Кој парадокс е тоа? Не ни интересира дисфункционалниот систем, целиот, ама многу често зборуваме за дисфункционални семејства, неодговорни родители кои што не си ги воспитале децата, па доаѓаат децата невоспитани во училиште, а овдека доаѓаат во атмосфера ваква. Често ситуациите на непрофесионализам, на немање на интегритет, ги доживуваме дури и овака на ниво на небулоза. Дали некогаш ни доаѓа да речеме ова не е можно, но можно е. Не е ретко да се дискредитира колега. И дискредитацијата не се прави онака како за безвеза, туку мора да биде направена пред очите на учениците. Ова е таа ситуација што многу боли. Доаѓа некој и го нарушува часот, се однесува непрофесионално и сето тоа го прави пред учениците. Колку има кредибилитет наставникот после да излезе пред учениците и да продолжи редовно со настава? Авторитетот оди во минус. Многу ме интересира како можеш да постапи наставничка. Добро вечер на сите. Бидејќи јас сум наставник по историја, во овој случај кој да ми дојде на час? Може. Супер, фала многу една. Дали ќе го предавате делот? Ќе може? Не, во моментот кога е делот. Часот или кога ја прекинувате? Добар ден, директор. Науки, катедра за историја, филозофски факултет. Мислам дека вака историјата не е. Вие не сте соодветна која што треба да каже директорке? Зошто што сметате дека не е вака во историјата од ова што го наведов и го аспектите во историјата кој како сака така пишу? Не е точно, историјата користи извори. Кои извори? Устни Моите извори и вашите извори не се исти. Не користам јас своји извори во историјата. Историјата е наука. Јас ова го имам прочитано дека во конкретниот однос за Хитлер, дека едноставно Хитлер бил величина во тоа време. А вие тука ми зборувате како бил вака понатоа. Ние децата ги учиме дека не смееме да шириме расизам, уставот на нашата држава го забранува тоа. Да, ама периодот тогаш било сосема друго. Токму така. И тогаш не бил величина Хитлер за сите. Мора мултиперспективно да гледаме на тоа. За некого бил величина, но не за сите луѓе. Не бил секако за сите не бил величина. Не, мислам дека колешке, еве и денешната историја што ја гледаме, сосема друго ни покажува. Така, дека предходно ние македонци сме биле не македонци, дека вака и така се и за Хитлер ни возборувате исто. Ајде видим историјата во... Вие знаете ли како се викат и презивате?
Јас? Да. Да. Па знаете ли што сте од дедо, прадедо? Знам, ама ме негираат. Ама ако вие... Загро часот по историја. Што правите? Дали сме задоволни? Па да. Од мојот однос или од директор? Да, и дали дојдовме... Па мислам дека ниту една разбирање. директорка вака не би дошла на час, мислам со ваков однос. Разбирање нема, тоа е ограниченост во работењето, вака менаџер не смее да постапи, прво и основно, не само пред ученици, насамо со професор, тоа е основна работа. Мислам дека еден директор ваква екскурзија не би се дозволил, тоа е моje мислење. Може би има директори што јас ваков директор не сум сретнала. Има климаца глава и Добро, може би има. Јас не велам не сум сретнала ваков директор, меѓутоа кој да ми дојде часот е мој и само мој, директорот може да наблюдува, потоа да ми каже со стручната служба за белешки, позитивни, лоши страни на часот. На часот не смее никој да ми се меша. Колку од нас се спремни на ваква ситуација? Предпоставам никој не е спремен на ваква реакција од директор на ситуација на час. Супер. Ние знаеме дека не се сите директори исти, да не се свадиме погрешно. Ние имаме директори кои што си се и тоа како се работили, особено во мировното образование, кои што се редовни и знам дека има поинак од стар. Ама треба да бидеме свесни дека имаме и поинакви. И вие само директори. Меѓу сите од нас. Владо, извини, праша колку од нас сме спремни на ваков однос. Мислам дека живееме во такво општество да сме спремни на буквално се. За жал. И реално, она што би сакала да го искоментирам колешката што излезе на местото на другата колешка за да ја смени ситуацијата, всушност во очите на учениците сега се издигна. И покрај тоа што не најде на разбирање од директорката, што директорката упорно продолжуваше со незиното размислување, незиниот стил, веќе незиниот авторитет и интегритет не дојдоа до такво нарушување како во првиот случај кога рекол дека отиде веќе во минус. Океј, благодарам. Едно е да сме ние спремни на вакви испади, зборам спремни да сме и на реакција. Може би првиот пат нема да бидеме толку успешни, вториот ќе биде малце повеќе, ама ако вака живееме проактивно, мислам дека ќе бидеме тогаш спремни за се. Благодарам многу за примерот. Значи, во овие ситуации, не мора само директорот, може и стручната служба, например, да биде во улога на директорот, која е десна страна или десна рака на директорот. Истото е подмислување може и од нивна страна да има. Пример, филологот на училиштето, педагогот, да ти дојде на часот таков тон, со такво однесување да те понижува пред децата. Стресот е исто. А дали имаме ситуации кога доаѓаат вака заедно и да се секогаш вака пасивни? Има ли можност да изреагира стручната служба во присуство на директорот? Не сте видели да се зборуваме, ние да кажем. Досега не сум видела да изреагира стручната служба, аз имам обратено во стручна служба вака. Например, чутат. Се доаѓа како гарда позади директорот и си го одмолчува делот? Во сите училишта е така? Повели? Јас сум стручна служба и никогаш не идам пред директор. Ќе сакаш да ти покажеш како тоа? Ама се наши. Дали може да видиме како тоа изгледа, оти тоа ќе не окрабри да ние така постапиме следниот пат. Оти обично се молчиме повеќето од нас. Од кој момент? Ајде, ако сака додека се на час, може пред да влеземе било кога. Дека сте на час и дека трае обраќањето на директорката Да, кон... може, да, може. Стручна служба со директор на час кога доаѓате во контрола. Професорке по историја дојдете си вие за Хитлер да си кажете. Го сонува само публиката, после пошто јас го сонувам и сега педагогот кој од вас педагог? Супер. Идеме нов педагог. Така, одговор на вашето прашање,
кој е и како изгледал Хитлер, значи знаеме кој е како лик, само што ви раскажат за тоа како изгледал. Корешки бил со средна тисина. Каде како се вие историја? На филозофски факултет на историја. Мислам дека е доволно за ова. Затоа што децата се викате тоа тоа е корен. Не можеме да се тргнеме тоа што колешката и децата се. Микрофонот. Извинете. Да. Децата се овде и сметам дека за ова може да зборуваме во канцеларија. Вие не сте компетентни мене да ми кажете каде да се зборува и да молам се станете до психологот, а со вас попати. Вака само да ви кажам, кога збориме за компетенции, јас сум единствениот компетентен. Вие сте некомпетентна заради тоа што менаџер не кажува каде разговарале и каде завршиле факултет останатите. Ти ги ми кажеш. Не. Ти, чејаш? На мене се 30 години стаж. Па не, немаш 30 години стаж како директор, како наставник. Без разлика. Со разлика. Не, ќе излеземе заедно заради тоа што не е во ред пред децата да ја правиме оваа тема. Ти ми кажеш што е педагошки, што не е педагошки. Скоро! Ова може да се врти во круг утре. Дали имаме промена? Каква? Позитивна? Која е промената? Пазете, сега професорката по историја е лабава, една страна, не е осамена, некој дава подршка. Дали видовте каков проблем има директорката се? Сега она има проблем со самодоверие. Она се обидува да се одржи, ама нешто не е јоди. Затоа што овде имаме неагресивен, но поинаков пристап во комуникација, низ аргументи, кои што на асертивен начин ни кажува кој каде има место. Ги учи учениците друга лекција, историја и Хитлер за најмалку важни моменти. Тука ги учи на социјални вештини, на асертивност. За жал, децата ќе мора тоа да го гледаат. Затоа што има и убави начини преку обука, работилници, ама понекогаш за жал или среќа, децата ќе мора да учат од нас, да гледаат, да се учат нашите грешки, нашите глупости, некојаш ќе се учат на нашите паметни работи и тоа е тоа. Значи, освен позитивната промена, сега има и знак прашање работното место на педагогот понатаму. Да, само ќе ви кажам, јас секогаш викам кога ќе се побунам, викам се надам дека ќе бидам награден со отказ. Секој ден тоа ќе викам. Сигурно ќе бидете, како од работа. Тоа им го вика. И после тоа ништо не може да ми каже. Честитки. Тоа е моментот. Сакам да го кажам дека и многу е важно дека директор не е позиција. Директор е нешто што се прави во моментот и после тоа го нема. Ние сите сме наставници и колеги. За жал директорите забораваат утре кај ќе се вратат и затоа многу често други школи се враќаат. Добро. Секако. Сега оваа ситуација отвара многу други теми и многу други прашалници. Прво, имаме директори кои што навистина се ептен конструктивни, сака да го запознат персоналот и сака да соработуваат со голема желба да имаме еден супер тим. Меѓутоа имаме и директори каде што тие директори си го бираат својот тим, односно си ги бираат моите комшики, моите другарки, кои што се внатре вработени или ново вработени. И на тој начин, ако таа колешка, односно тој стручен тим е од предходно вработена, таа ќе работи според нејзините, да кажем, геренци. Нема да работи, значи, според својата волја, ќе работи според волјата на стручниот тим. А доколку вака би биле сите тимови, јас стварно би ги охрабрила и би сакала да бидам во таков некој тим. Овде имаме еден тим кој што е составен од професори и наставници низ цела Македонија. Доколку тие се во едно училиште, нема да има шанси да има ни булинг ни мобинг. Ама тоа се некаква критична маса кои што се наши лидери и студенти из државата, кои што се надевам дека во иднина ќе ги мотивираат другите да им се придружат, а лидерите продуцираат нови лидери и на тој начин да ги правиме промени.
можете да мислите како би изгледало училиште како овие професори кои што десетина години се заедно на различни обуки и се охрабрија, иако беа поканети сите институции, политички партии, беа поканети новинари денеска, они се охрабрија гласно да се зборуваат за проблемите кои што ги гледаат секојдневно. И можеме да заклучиме од каде доаѓаат проблемите. Да, дел од проблемите се наша лична индивидуална одговорност, бидејќи сме неми, но уплашени, а уплашени од кого? Од моќта. Политиката кој ни ја донесе во нашите редови? Доколку некој има таква култура да живее само со моќ, тој секогаш така ќе живее. Меѓутоа некој кога има култура на човечко однесување, секогаш човек ќе се остане. Јас тоа секогаш за тој збор стојам и така убедена сум дека човекот е човек, а моќта не треба да ја употребува на својата позиција. Браво! И воедно ќе се представам, инаку сум советник во град Скопје. Браво! Една од турчинките која сум, како турчинка сум по националност и стојам за сето ова. Благодарам. Кога зборувам за моќта, јас не зборувам за формалната моќ во вертикалата. Јас зборувам за моќта која секој од нас има, ама не е свесен дека има. Асертивно однесување, храбро однесување, солидарен. Сите ние имаме моќ. Ја луѓето ги гледам како Ферари. Со огромни перформанси, кубици, коњски сили, така натаму, ама многу од нас возат како фичо во прва брзина. Джабе се и формалното образование, дипломи, обуки и така натаму, ако тоа не се практикува, не се применува во пракса. Знаењето, ако не се применува, джабе. И овие директори или професори кои што покажуваат штетно однесување на работно место, што ако се формално компетентни. Јас зборам за другата моќ, што видовме сега или во неколку наврати денес, како да се спротивставиш на неправдата, иако формално си помалку моќен. Дека голем број од вработените, збориме за образование, не зборам за други институции, затоа што таму нема познавање, не знам како се однесуваат работите. И иако сега сум советник, јас зборам како обичен воспитувач, кој што имам работно искуство 20 години во градинка, сум сменила многу директори, многу ситуации и така да мислам дека најбитно пак ќе кажам, човек да си. Затоа што луѓето ја злоупотребуваат својата моќ. Секој може да употреби моќ. Верувајте ми во било кое време. Без разлика дали си позиција, опозиција. Тоа воопшто не треба да влијае во нашето образование, особено во нашето човечко однесување. Така е, човечките вредности прават и разлика кога некој ќе има формална позиција на менаџер, раководител, дали воедно ќе биде и лидер. Затоа што ретко формалните менаџери се и успешни лидери. Ретко, затоа што имаат притисоци, затоа што имаат влијание и затоа што и ако сакаат и знаат, најчесто се плашат. Се плашат од последици, затоа што нивната позиција е дека се назначени на тоа работно место. А лидерите се тие што се формираат во групата сами. Овдека имавме колега кој веројатно е лидер во позитивна смисла и тој може да ги носи промените. Таквите како него што се охрабрени, што се имаат полно самодоверба, имаат можност да се го кажат своето, се асертивни, ама си емпатични кон другите, може да ги носат промените. Оние што молчат, пасивниот педагог и пасивниот психолог, нема да бидат никогаш носители на промени. Тие ќе бидат оние што одат во придружба на нивниот директор и секогаш ќе бидат во таа сенка, живејќи си во лагодноста на нивната позиција, во удобноста на тоа што им ги дава привилегиите, што им се дадени од страна на директорот и тука ќе заврши нивното. Имавме рака? Или не? Охрабрувањето е на тие да бидат носители, тие да се критичната маса, тие да се преку личен пример да влијаат и на другиот во стручниот тим, да влијаат на професорите, да влијаат дури и на директорот. Одличен беше обидот. Тука дискредитацијата беше и врз него извршена. И тоа е веројатно однесување кое е научено на оние кои имаат раководна позиција и се обидуваат со сите сили, со сите аргументи да останат на своето. Но на нас е да ги охрабруваме ваквите примери и да им дадеме поддршка за да не бидат осамени и единствени во таа борба.
За да не бидат тие единствените што ќе посакаат нешто, а за доброто на сите, затоа што тогаш и тие ќе се откажат. Уште еден аплауз, благодарам за Значи, подсетувам сето што го видовте вечерва се реални случаи од секојдневието во образование. Кога беа селектирани, секоја случка која беше споделена, беше како приказна, заедничка приказна. Обавезно кажува како ова е мојата приказна. И вика и мене ми се случи ова. И затоа беа одбрани. И затоа индикатор дека се реални се вашите креативни раци на почетокот. Па може да замислите како е да се улога на ученик, кога гледаш ова пред тебе и треба да учиш од некој кој што нема интегритет, гледаш дека е добар професор, ама не може да се избори за себе, за своето место во образование, да си го изгради авторитетот, изолиран од колегите. Пред очите на децата се прави мобинг, многу често. Некој тоа мора да го смени. Сега, Форум театрот вели, додека чекаме да го смени Министерството или партиите, другата власт, до тогаш да не седиме со скрстени раци, да чекаме времето да го промени нештото, туку нешто да правиме ние, да бидеме проактивни. Мене во случајот ме чуди потиштеноста на професорот. Значи, не реакцијата на професорот. Дали еден професор кој што ги поседува сите компетенции да биде, мислам дека нема да реагира на таков начин и нема да дозволи на таков начин да се обрати директорот на часот. Каде е самодовербата на професорот и дали воопшто професорот во овој случај мене ми изгледа дека професорот нема доволно, има нешто што професорот дозволува на таков начин да му се обрата. Благодарам, толку има. Тоа е едната страна. Ајде да се замислиме дека, само да видам, може би врска со ова? Во врска со тоа како професорот постапува и потиштеноста што ја коментирате, заборавате дека самата професорка напоменува дека неколку пати доаѓаат веќе во месецот кај нејза на увид и дека очигледно е жртва на насилство и насилство од страна на директорката веќе подолго време. Во тој случај жртвата се чувствува во еден вид вртлок во кој што ненамерно се зазема пасивен однос. Значи, кога некој е жртва подолго време, во таква една, да речам, непријателска средина, таа не знае, толку се плаши, има толку страх, што не знае како да реагира. Таа е блокирана. Тоа јас сум го осетила на своја кожа, па знам. Затоа се ви објаснувам како тоа изгледа, кога некој нон-стоп те малтретира, си под присмотра цело време и имаш дојам дека е во состојба било што да направи. Затоа ја разбирам колешката кога така реагира. И не е таа единствена, има многу други во таа ситуација. Треба да се пружи отпор, ама психички е скршена. Како ќе пружи отпор, кога нон-стоп може и со години да се дешава да малтретираат на работа, ме разбирате? Силата, моќта што имаме на индивидуално ниво не е вечна, не е константа. Ако тој мобинг трае долго време, континуирано, ако тоа искуство го имало и претходно со претходната влада или директор, тогаш може да стане збор за соборување, тука се намалува и самодоверба, мотивација за живот, не за друго. Имаме доста луѓе кои што се предале во битката.
Гледа дека едноставно ништо не се менува. Може би провале, може били и бунтовници. Сакам да кажам дека има различни аспекти. За жал, ние во овие 3 децении видовме дека МОПТа победува. Видовме дека неписмен може да биде директор. Видовме дека може прв стаж да имаш, прв ден да бидеш премиер. Тоа е факт. Ама и континуитетот на оваквите ситуации прави да ние се чувствуваме дисбалансирано. Тоа е пролонгиран стрес, а ние во стрес можеме да бидеме ангажирани, да бидеме активни и да реагираме. Ама често пати стресот нас не ги намалува реакциите. Нас не прави да не можеме ништо да направиме, да бидеме во таа инфериорна положба, да сме немоки. Посебно кога имаме и дисбаланс на формалната моќ. Едната е наставник, другата има формална моќ. Дисбалансот на моќ прави да имаме вакви ситуации. И она што имаме внатрешна резилиентност, колку секој знае да се носи со ваквото нешто. Не секој знае, некој може, некој не може. Мораме да ги земеме и тие лични карактеристики, некој ќе рече па да, тој е професор, треба да може. Ама ако ова се случува постојано, ако ова е нечие секојдневие, ако наутро не се оди на работа затоа што знае дека ова ќе го доживува, можноста дека ќе го направи отпорот денеска е многу мала. Посебно што таа ситуација трае, како што кажат, 5 пати овој месец. И незината позиција, пак ли денеска истото? Пак нема моќ, пак ќе дојде некој од другата страна што ќе покажува од мене влијание и моќ. Токму така, јас сакав на тоа нешто да дополнам. Суштина, поентирањето назад на особата што е жртва на наследство, дополнително ја прави жртва на наследство. На тие што се околу и на системот е притисокот да се направи промена. Очекувањето од особа која што е жртва на наследство и која што е во депривилегирана ситуација, дека треба сама да се избори и може и дека тоа е одслик, дополнително ја прави изложеноста на наследство поголема. И тука треба да бидеме исклучително внимателни околу давањето поддршка и околу размислувањето да не упатуваме пораки дека треба само во суштина да се справи со ситуацијата во која што е. Бидејќи ситуацијата е крајно нефер само по себе. Ја ќе зборам од улога на жртва на насилство. Да ви кажам прво дека постои нешто што се вика и колективен страф и тоа влијае на суптилно ниво или на подсвесно ниво. Многумина од луѓе се на позиција во училиште како директор не се многу ни конструктивни, ниту ги интересира нешто и работно искуство од вас, учувате кон толпата. Имаме и ти кога ти се врши насилството, воопшто не ти размислуваш дека можеш да се справиш. Ја да се да бидам жртва и ќе ми искрши скроз, или што ќе превземам многу долго време. Сега моментално имам некој на моја страна, меѓутоа многу долго време бев сама и најнаш станувате незгодна личност или премногу емотивно реагирате, посебно ако сте женско и ако сте немажено. Па сите, скоро сите, имаме најден во ситуација без директора. Првично е дел со тоа што ние влегуваме во образованието и тоа трае еден долг период каде што ние воопшто не сме запознаени. Какви права имаме? Што треба да се работи? На кој начин треба да се работи и да се внимание на тие што влегуваат во образованието. Кога веќе на закони, на законски поставки и се сводите, да, меѓутоа според
последното што беше влегување на час по 3-4 пати месечно, или може тоа да биде на неделно ниво влези-излези, што воопшто не е пријатно, прво пред учениците, второ нема никаква потреба. Како и да се нарушува часот. Кога ќе се повикате на закон, дека да, според законот за работни односи можеш, меѓутоа можеш да влезеш на каде што претходно ќе бидеш неколку дена најден. За жал, тоа многу покасно го сознава. И ако некој се бунтува, во случај не бунтува, него ја кажеш вистината, за разлика од тие што се во кругот на послушници, вели треба да се плашиш од нив. Зашто? Што ти ја кажувам вистината во очи. Значи, кога ќе ја кажеш вистината, треба некој да направи котница дека тоа не може така да продолжи. Се додека можда ние ќутиме, а дел немаме никаква подршка. Или ќе сами жртви ќе се избориме, или ќе престанеме, ќе тера докаде ќе тера. Благодарам. Не е жал што мора да дискутираме овие теми, дека светот е много пред нас. Проблеми најразлични, произлегуваат од различни извори. Сега, па не знам, може би заради тоа што квалитетните наставници се тргнаа настрана, ги оставија да управуваат или ги оставија место да не само во образование, сметам дека во најголем дел сите сфери е така. И прават што сакаат со нас. Има разлика да имаш мојот авторитет и да правиш авторитет со мојот. Така што јас сметам дека треба убаво да се тргне од, не знам, може би од градинка и ќе треба да гори на неколку генерации за да пробам да малку да остасаме развиени. Така, јас како поранешен ученик во средна школа пред 2 години матурирав и сакам да дадам една перспектива од таа страна. Пошто ги спомнавте учениците, ме заинтригира сцена која што беше нели двете професорки кои што се во соработка со директорката. Никој не ги спомена нив. Зошто? Затоа што во моето училиште имаше таков случај. Професорката беше многу често отсутна од часови. Кој трпеше од тоа најмногу? Учениците. Јас тоа нејзино отсуство го платив 6000 денари со приватни часови за спремање на испите, 2 го положив испитот, успеав некако. Мене ме интересира, кој е ставот на ете, пошто тука во најголем дел сте професори, просветни работници, така натаму, ме интересира кој е вашиот став во однос на тоа, затоа што според моја проценка сите се свесни кои се тие, ајде да кажам, улижувачи на власта, на моќните и така натаму. Зошто никој не зборува за нив? Фала. Еве, јас уште еднаш ќе се приклучам во дебатава. Јас мислам дека најмногу што ни недостасува нас како наставници, како воспитувачи, дека колективната поддршка ја немаме едни кон други. Многу малку се почитуваме кон емоционалниот аспект, кон социјалниот аспект и дека кога ја гледаме вистината, реалноста што се случува, наместо да ја поддржиме колешката или колегите кои што се наоѓаат во таква ситуација, често пати колегите, за да бидат поблиски до елитата, да кажат, што функционира, што раководи со институцијата, гледаат да го прекјутат тоа или ќе гледаат на некој друг начин да го испекулираат во друга форма за да добијат они поени и да бидат во првите редови на добрите вработени. Мора да е привилегија, тоа може да е отсуство на санкција, отсуство некој да биде наш, условно речено, супервизор.
затоа можеби не реагира колешките. Ќе одат на екскурзија, значи очекуваат секундарен бенефит од тоа што ќе покажа таквата блискост и лојалност. Но не е тоа лојалност на професионализмот, тоа е лојалност и поддршка на некој што нема интегритет, на некој што покажува авторитет, ама од позиција. За жал, дел од нас не размислуваат за учениците. За жал, видовме дека дел од нас не размислуваат и за колегите. Само за себе и лесно да помине денот, а како ќе биде помине лесно, ако си до умоките. Тука си најбезвен. Значи, би сакала да му одговорам на ученикот, студентот сега. Да, има такви професори кои што се привилегирани, кои што ги нема во училиште воопшто, затоа што се близко до власта. Има директори кои што мислат дека школата е нивно. Мене ми се случи сега во петокот тоа истото, ми се јави на телефон од друго училиште директор да ми каже дека напуштам часот и да одам да ставам оценка по негова волја. Јас одбив и со тоа добив као нема веќе да го продолжиме, нема повеќе да соработуваме ние со вас. Така беше одговорот на директорот. Значи, едно ќе ви кажам, стравот е многу голем, ама доколку престанеме да се плашиме и доколку сите се сплотиме во едно, мислам дека ќе направиме голема промена. Затоа што учениците многу и текако губат заради тоа што доаѓаат професори, кај нас у школа има пример, професор по филозофија предава, а меша Хегел и Кант. Значи, ама е близко до власта и затоа е таму, ме сваќате? Значи, јас сум професор во гимназија, во две гимназии и сум секогаш од страната на учениците, но секогаш сум на мета на професорите. Ме сваќате? Ученикот има право и секогаш има право. А наставникот не е таму да си ги лечи своите болни фрустрации или комплекси, туку таму е да им даде знаење на учениците. Ако не е способен да им даде знаење, тогаш нека се замине. Јас не молчам. И не сум молчала и никогаш нема да молчам. Ми ги земаа часовите, ме оставија без ништо и продолжи понатака и пак сум тука меѓу вас жива и здрава. Значи, ако некој претрпел премногу, тоа сум јас. Фала ви. И не се откажувам и нема да се откажам, туку кидам понатака со крената глава, ќе ги барам правата како за мене, така и за моите ученици. Ви благодарам уште еднашка и толку од мене. Вака, јас сакав на бившиот ученик некако да му одговорам и да помогнам во случајот. За жал, значи, во сите училишта има такви примери, отсуства од часови на одредени наставници, хвала Богу не се сите, не отсуствуваат сите. Јас работам 15 години во образование и што е интересно, не дека не сум бил на час, него туку не сум бил ниту еднаш болен, да кажем, и на боледуван и така. Изгледа, значи, јас сум имун на болести. Интересна работа е дека, што кажа колешко, овие наставници се за жал привилегирани од страна на директорите, значи тие се партиски поврзани и со еден телефон, значи не долазам денеска на работа, не долазам можеби ни утре на работа, никој ништо не им може, а што е интересно, значи во овој дел битен е, значи, родителскиот совет и родителот, значи родителите можат да влијаат ептен, значи во вакви случаи, ако наставникот, да кажеме, и особено ако е некој предмет како математика или што ептен треба, значи не би требало да отсуствува наставникот. Затоа родителите во овој дел мислам дека може да направат многу. Толку. Може сум една реченица и да го затворам. Вака, сега сакам пред да се навртам на колешката. Не знам кај да што беше. Убедена сум дека се соочила со такви проблеми и јас имам соочено и можеби секој денеска се соочува. Јас се веќе кажав претходно 20 години работам и секоја година нови некои искушенија доживувам. Меѓутоа јас пак ќе кажам дека не е дали е до власта или дали не е до власта. Се е до културата на човекот.
до неговото воспитување, до начинот на однесување. Затоа што човек кој што има култура, каде сакате поставите го, верувајте дека ако е научен да си ја работи работата, ќе го да, тешко сте поминува, јас исто тешко сум го поминала. И може би уште доживувам некои такви моменти, но никогаш не сум помислила да употребувам некого како човек што ми е познат или близко до власт или напоред власт. Значи се е до карактерот на човекот и културата кој што има во себе. Ти благодарам. Изборуваме за два аспекта. Индивидуалноста, но тука беше кажано и колективноста. Колективноста може да биде таа што ќе биде поддршка на некој однесување кое правило во таа ситуација некој да се чувствува како што ни опиша колешката. Кога колективот е сплотен и солидарен кон негативен аспект. И тогаш притисокот е многу поголем. Но на нас е да се повикаме дека треба да биде сосема спротивно. Ако треба да градиме колективизам, тој да биде во насока на поддршка, на солидарност, на хуманост, да не чекаме јас да ми се случи мене за да реагирам. Туку кога ќе видам дека не се случува, тоа мене да ме поттикне на реакција. Јас да изреагирам, ама ако и останатите се пасивни околу мене да ги повикам и нив. Тој колективизам да го градиме, а тука секако се индивидуалните карактеристики. Кажавме, ако имам интегритет, без разлика што колективот одлучува да го прави спротивното, јас ќе се обидам со сите своји сили да укажам што е вистинското. Тогаш тие индивидуални вредности може да дојдат до израз, но за жал многу ситуации прават и обратен притисок. Да, повеќе? Значи, прво сознание ми е дека немаме доволно подготвени наставници за да бидат наставници со своите квалитети како стручни од доменот, тој што си ја знае професијата и предметот, тој не се плаши од ревизор. Напротив, ќе викне и телевизија на часот да го следи она што тој го кажува. Тимот немаме тимови на наставници. Очигледно не е поединецот само проблем. Да, мирот почнува од мене, но ако со другите јас не соработувам, ако ние не градиме тим наставнички, тогаш нормално дека некој си некаде ќе ни биде крив. Немојте така. Секогаш некој си таму некаде е крив. Не, ние сме тие што треба внатре како вработени во тие институции, заедно со родителите и со учениците. Нема да ги исклучиме нив. Пред нив ќе се случуваат работите. Диалог и објаснување должат тие деца. А и тие подобро знаат од нас. Нашите деца, внуците, тие се сега доста во булинг, затоа што наставниците имаат страшни вакви поведенија. Со внуката правевме таму некоја книга, сликовница, вие и не знам дали ја прочитавте. Можете некој термин да употребите. Силеджи, сеирджи, тоа сето овде го има. И треба тие начини на објаснување што е жртва, што е силеджија и какви сеирджи има и како ќе ги менуваме. Токму улогата на овој форум театар е и тоа. Но нема долго да зборувам. Очигледно е потребно народот да осознае кои се својствата на жртвите, на силеджиите и така тие другарите. 4 вида на улоги се само. А секој од нас ја игра секоја од овие улоги. Не е дека само некој е силеджија. И јас сега сум силеджија, бидејќи вие сакате да си одите, а јас должам да ви тука попувам со обични работи. Ето, вие се Прво, се надеваме дека од денес натаму ќе го живеете форум театарот или активниот начин на живот, дека ќе излеземе од комфортната зона и ќе ги засукаме ракавите. Нема да чекаме нас да не засега некаков проблем за да реагираме, туку било кој до нас, кој што ќе се соочи со слична ситуација или да видиме неправда, ќе реагираме како тоа лично нам да не се случува.
Па доколку сите така живееме, секако дека светот би бил многу поубаво место за живење, да бидеме помалку себични, повеќе солидарни, повеќе одговорни и да научиме што е тој интегритет. Затоа што сакаме да ги научиме учениците да бидат бунтовни, а на моменти ни беше страх да го кажеме зборот бунтовност. Сакаме да ги научиме да бидат критични и да ги менуваат работите низ асертивно однесување. Да имаат интегритет. Нема што да научат учениците од дел од нас возрастните. Но тоа не сакам да кажам дека сите ние сме такви. Уствари, вие сте пример кој што покажува дека до овде вие од овие негативни појави, затоа сте толку време и во умеровото образование работите на себе и се одлучивте да го извадите јавно на површина, да зборите гласно. И се надам дека ова нема да остане тука и ќе имате можност да го споделите и да ги инфицирате другите ваши колеги со што е тоа интегритет, што е тоа храброст, што е тоа доблест и што е тоа позитивен модел. И особено да бидеме осетливи, чувствителни за она што го спомнавме на оваков рафиниран начин што се случува. Не секогаш нешто ние го гледаме. За да го гледаме треба да слушаме и со очи, и со уши, и со срце. Да гледаме што се случува околу нас. Кога ќе гледаме вака, кога ќе доживуваме што се случува, ќе ги фатиме овие тенки нишки на суптилен мобинг, на суптилно насилство, рафинираните методи на кои многумира се спремни. Тие ситуации треба да не извадат нас од колосек и тогаш да реагираме не штедејќи се себе си, само затоа што не е видливо и можеби нема веднаш последици. Затоа што последиците жртвите ги чувствуваат секако. Не се имуни иако ние не го гледаме тоа. Да станеме чувствителни за потребата на другиот, а да не чекаме нас тоа да не се случи. Реагирајме, правиме се што можеме што е во наша моќ, а во најмала рака даваме поддршка на тој што е жртва денес. Ви благодариме за вашето учество, особено сите што учествувате активно со влезови, со качеството на сцена. Ви посакуваме ова да го живеете, форум театарот, не театарот.